Штипски радански пат стана Черења. Жителите изненадени и затечени. За промената на името на улицата прв пат разбрале, дури откако тоа за нив станало проблем. Пред 2 дена ми се деси, јави ми се проблем околу регистрација на возило. Овластното лице горе во Сдруженијето му се појави проблем, нели, не се појавува улица Радански пат никаде, избришана е од фактички од системот избришана, како улица не постои и вика проблем. Кој е проблем? Па нема вика улица Радански пат, нема мија никаде у системот. Овдешните жители се револтирани зашто тврдат дека промената на името на улицата е направена без нивно знаење и одобрување и речиси преку ноќ. Не сум информиран за промена на улицата. Прв пат доби информација кога мораше да променам старата лична карта со нова. Претходно никој не дојде да ми извести дали јас се согласувам за промена на улицата или не се согласувам за промена на улицата. Дел од нив се категорични дека улицата не смее да го промени своето име. За улица не смее, неќем да биде Черења. Черења од тамо на биде од кај Црвената кула натаму на биде Черења, а тука си биде Радански пат. Не може да јас на 81 година доодам да правам документи у пензија инвалидска. Од 80 година сам взимам 9.500 пензија. И дека да ги дам понапред тие пари јас? Дека да ги дам тие пари? Никакво менење. Од друга страна, од општината се изненадени од изненадувањето на овдешните жители, зашто да промената на името и претходела неколку месечна процедура. Процедурата за именување на улици е започната уште во 2005 година. Значи, општината, односно Советот, доставува предлози до владата на Република Македонија, а таа ги одобрува улиците. Значи, нема ништо спорно, никаде не пишува дека седницата треба да биде јавна, никаде не пишува дека треба да вклучени граѓаните и слично, иако и тоа би било полезно на некој начин, така што одлуката за тоа која улица како ќе се вика ја донесува Советот на општина Штип и таа работа е завршена уште пред 2-3 години, така што нема простор за реакција за таква работа. Иницијативата за промена на имињата на улиците во Штип е покрената во 2008 година. Промената почна во 2012 година од Железничка.